Гордана Бешлиовска. Таа е медицинска сестра со повеќе од 25 годишно искуство во јавното здравство. Стрес, напорна работа, многу непреспиени ноќи. Тоа се условно речено придобивките што и ги носи оваа професија. Незината стручна надоградба е на највисоко ниво. Имаме случаеви, во текот на летните одмори, на годишните одмори, така да кажам, кога дефицитот кој што е континуиран, нормално заради годишните одмори е иницииран во многу поголема форма и во тој случај организирани во 24 часовна работа, не можете да ги прераспределите да го остварува дежурството на секој трети или четврти ден и се повлекува дежурството на и во текот на месецот имате, да речеме, 10 до 12 дежурства и нормално дека ќе се остварат 250 часа и без разлика што работниот месец можеби носи 178 или 182 максимум часови работни по недела. Димитар Петров е председател на Регулаторната комисија за енергетика. И тој е со високо образование како и Гордана, но тој нема толку работа како неа. За разлика од медицинските лица, работните часови во Регулаторна комисија за енергетика се регулирани согласно законите на Република Македонија. Нема ноќен труд, нема дежурства, нема екстра работни часови. Просечните примања на 25 вработени членови на Регулаторната комисија за енергетика изнесува околу 70.000 денари. Овие плати се неколку пати повисоки од платите на медицинскиот персонал. Ако месецот е 176 работни часа, а направиле, да речеме, вишок на работна саатнина од 230 или 240 работни часа, не може повеќе од 2000 денара на месечно ниво да имаат плюс на основната плата која што вие кажувам од 16 до 18.000 денара за сестра со средна стручна спрема. Сестрите со високо образование, имаат стартна плата која што е некаде околу 23-24.000 денара, каде што додатоците по основ на ноќен труд се со друго пресметување на саатнината и така една сестра која што работи во сменска работа со високо образование може да достигне плата до 26-27.000 денара. Но Петров, кој е од Кратово, од регулаторна, како член на оваа комисија, минатата година примил повеќе пари и од председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Документите до кои дојде скуп покажуваат дека само во 2017 година нему му се исплатени 24.000 евра. За плата добил 21.000 евра, како регрес за годишен одмор му се исплатени 380 евра, за службени патувања 860 евра и за одвоен живот околу 1300 евра. Примањата на членовите на Регулаторната комисија, како и на вработените во оваа институција, се далеку повисоки од многу врвни професори, кои со нивната децениска работа и труд оставиле длабоки траги и го задолжиле македонското општество. Јас сега од 1.5.78 сум примен од помлад асистент на 22 години на правен факултет. Само една година, мислам, имам, тогаш идевме војска во ЈНА. Имам сега на 1. мај, од 1. мај ми е решението, 1. мај 78, сега ќе полнам 39, фактички 40, сама една година војска, 39 години стаж. Државата за мене, од буџетот одделува 50.300 денара бруто плата за редовен професор. Тоа нето испаѓа околу 38.000. Јас завршив, мислам, не фаќа да зборам, меѓу 68 и 70.000 денари, со тоа што во таа сума ми беа дежурствата ставени. Ние, институтот работи 24 сати, нема празник, нема делник, нема неработни денови. Тој е нон-стоп отворен и има луѓе кои што мора 24 сати да го покриваат и настаните се такви. Но Димитар Петров не е најплатениот функционер во Регулаторна комисија за енергетика. Членот на комисијата од Тетовско, Енвер Елмази, го држи рекордот со 24.100 евра. Тој има пониска плата од Петров, но во 2017 година зел околу 4.000 евра за користење на сопствено возило за службени потреби и тоа му го донело лидерското место на листата најплатени во Регулаторната комисија. Следен на списокот во оваа комисија е Куштвир Рамадани со 22.400 евра,
Светлана Јаневска со 21.000 евра, Видан Кулевски со 21.000 евра, Елена Маркова Велинова со 20.000 и Дејан Бошковски со примања од 19.000 евра. Во Македонија не може да има член на регулаторна комисија или 3 пати поголема плата, ај оставете го професор, ние никој пат не сме били од председател на држава, например, од премиер. Јас поставам прашање како премиерот, како он може да дозволи некој да има 2 пати или 3 пати поголема плата од него. Ако е он регулатор, вистински, може да и ја заслужува плата, но ако ја, како премиер, него сум го поставил таму, за да има 3 пати поголема плата, малку е, како да кажам, малку е морбидно. На 15 декември 2017 година, Регулаторната комисија објави документ во кој не баш прецизно, во замаглена форма, ги представи примањата на низините членови. Веднаш по овој документ, во Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија, од свиркач, од известител, беше донесен друг документ. Од него појасно се гледа разликата во примањата во Регулаторната комисија. Поради новите факти во Скуп решивме да ги побараме исплатите по сите основи на членовите на регулаторна. На 26. јануари 2018 година, само еден ден пред да истече законскиот рок за одговор, оттаму испрати решение со кое ги одбиваат нашите барања за слободен пристап со образложение дека примањата на вработените биле лични податоци, иако примањата на членовите и на вработените во регулаторна се буџетски пари, значи пари на граѓаните. На 2 февруари поднесовме жалба до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер. На 1 март 2018 година жалбата беше усвоена и Регулаторна комисија за енергетика беше задолжена во рок од 15 дена да одговори на нашите прашања. Конечни, а сепак делумни податоци добивме дури 3-4 недели подоцна. Од првичното барање информации за примањата во регулаторна, од 26 декември, помина цели 3 месеци за ние, односно јавноста, да ги добие делумните податоци само за 2017 година. Нивните плати секако треба да бидат јавни и да знаеме и да бидат објавени не само платите, да бидат објавени биографиите, да биде објавено искуството на тие луѓе, како биле назначени на тие позиции. Најлошо е ако се назначени само поради припадност на некоја политичка партија. Дополнително ја побаравме и формулата за пресметување на платата на регулаторите. Но до завршувањето на овој документарец одговор не добивме. Експертите велат дека со ваквиот начин на комуникација со јавноста, Регулаторна комисија за енергетика го прекрши Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Состојбата со корупцијата во енергетскиот сектор во Македонија никогаш не успеавме соодветно да ја отвориме. Затоа што овој сектор стално бил многу затворен за информации. Информациите не можевме да ги добиеме со официјалните барања. Но висината на платите не е најголемиот проблем за Регулаторна комисија за енергетика. Со начинот на изборот на членовите се создава простор за сомневање од партизација. Функцијата на регулаторите кај нас ние толку ја сведовме на нула, да фактички ги сведовме на удомување на елитни по мене партнерски војници, бидејќи тамо навистина во членот на регулаторна комисија има навистина елитни за Македонија многу високи примања и едноставно тие затварат ако му треба нешто ќе дигне премиерот или некој дај овде имате вишок средства да инвестирате. И тоа не сме он да му се обрати во вистински регулатор. На никој да му рече како овој што за панорамското тркало, или оној да му рече да е 3-4 милиона да инвестира. Тоа е строго наменски пари и нормално така ги биде. Па не впрочем, нели имавме 3 милиона од МАПА си им ги земаа на луѓето парите, владата работа. Тоа е
недозволиво. Тоа е веќе криминал. Димитар Петров доаѓа на оваа позиција како висок функционер на ВМРО ДПМН во Кратово. Видан Кулевски, сега веќе со истечен мандат, доаѓа како функционер на истата партија од Битола. Дејан Бошковски во времето на практицирањето на власта на ВМРО ДПМН е директор на ЕЛЕМ. Поради оваа одредба, Собранието, по предлог на владата, неодамна го разреши Бошковски од членството во регулаторна. Познавачите на состојбите велат дека ништо подобри кадри за членови во регулаторна комисија за енергетика не донесе ниту Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На местото на Елена Маркова Велинова, тие го предложија Панче Орцев, поранешен пратеник на СДСМ од Струмица и близок соработник на Зоран Заев. Но и Орце не ги исполнува условите за да стане член на регулаторна комисија и тоа според истиот член по кој е разрешен Дејан Бошковски. Од 2011 до 2016 година Орцев е пратеник во Собранието на Република Македонија. Поради ова тој не ги исполнува условите од член 18 став 2 во кој се вели: да биде лице со искуство во енергетскиот сектор, што се потврдува со најмалку 10 години работно искуство во последните 15 години, од кои последните 5 години во енергетскиот сектор, во технички, правни, финансиски, советодавни, економски или академски организации или институции. Ако идете кај еден службеник во МВР и да речете барам, например, да изведам сега лична карта. Тој ќе ви каже уплата такса 100 денари, апликација, не знам, државјанство, да имате ова. Ако ви фали еден документ и некој ви издаде лична карта во МВР, тој ќе одговара кривично. Точно, ама тука е детектирана право оној кој што одлучува. Тоа е добра ви аналогија. Чекорите се такви во законот, толку е еластично, затоа што одговорноста тука се разводнува. За разлика од вашиот пример, каде што точно се знае. Ако јас на некој му издадам лична карта, кој што нема македонско државјанство, ја кривично ќе одговарам. Тоа е фалсификат. А овде, фактички, затоа повторувам, законот треба да се смени и да се точно да се луцира. Ако апликантите конкурираат во комисија, во собрание, кај што е опозиција и позиција, и ако некој дискутира и каже овој човек не ги исполнува условите, мимо тоа, он може и на собрание да биде избран, да се разбере. Но тоа е кажано, тоа е нотирано. Јавноста веќе ќе биде запознаена. Побаравме изјава од Панче Орцев, но тој, исто како и неговите колеги, не одговори на нашето барање. Во регулаторната комисија имаме луѓе кои што не ги исполнуваат основните услови, а се назначени од страна на политиката. И тоа е голем проблем. А ако се постават партиски луѓе, кои што затоа што никако не би требало да бидат таму, не ги исполниле условите, а таму платата е голема, за таа голема плата ќе удоволат на барање на политиката. И тука веќе имаме ризик од корупција.